Во Штип на големо се применува законот за употреба на јазиците, кажаа на пресот ВМРО ДПМНЕ, истакнувајќи дека во Институтот за трансфузиона медицина се издаваат потврди на македонски и албански. Оваа ситуација само ни ја покажува болната реалност во која живееме. Во регион каде преовладува македонско население, во официјални документи се додава јазик кој мнозинството од граѓаните не го разбираат. Затоа би сакале да го прашаме градоначалникот Благој Бочварски. Каде исчезна неговото ветување дека Штип нема да биде двојазичен град? Која е потребата од граѓаните од Штип и Источна Македонија да добиваат двојазични потврди? И која е целта на оваа тиранска акција? Фрапирани сме од неискрениот однос на власта кон граѓаните кои пред избори негираа се што сега спроведуваат. На ова одговор пристигна од СДСМ. Од оваа партија бројни пати што излегуваа со лаги во јавноста дека граѓаните ќе биле казнувани ако не применувале втор службен јазик. Денес се покажува на дело дека тоа не е вистина. Потенцираме дека согласно рамковниот договор секаде каде има повеќе од 20% етнички малцинства, покрај македонскиот може да се применува и неговиот јазик, но тоа не е случај со Штип, а тоа од ВМРО ДПМН добро го знаат, а сепак повторно свесно избираат да шират лаги и невистини за да се прикажат себе си како големи патриоти. Да беше вистина нивната грижа, лажните патриоти од ВМРО ДПМН немаше да го потпишат рамковниот договор, а подсетуваме и дека пратениците на ВМРО ДПМН не гласаа против законот за јазици. Реагира од СДСМ.